Миграцијата и негативната стапка на наталитет се двата процеси кои паралелно и взаемно влијаат врз бројот на населението и полнењето на човечките ресурси. Речиси, цел свет е на работ на демографска катастрофа. Во целиот свет опаѓа бројот на раѓања без разлика на раса, вера, идеологија. Импликациите за иднината се алармантни. Старењето на населението не е добро за економскиот раст. Во ова издание на Тилин гостин е директорот на Државниот завод за статистика. Добре ден за Апостол Симовски. Добар ден. На почеток, имате ли точна бројка колку во моментот во Република Северна Македонија има жители и кои делови од државата се речиси испразнети најмногу? Државниот завод за статистика произведува податоци на годишно ниво, ние ги нарекуваме процени на населението, кои што се базираат на податоците од последниот попис и сите промени кои што се од виталната статистика, тоа се сите раѓања и сите умирања и она што се собира во државата како информација за миграциите. Како внатрешните миграции, она што значи преселби во рамки на државата, така и на надворешните миграции, доселби и одселби, одстранство и востранство. Меѓутоа, за жал, овој дел не офаќа, особено не офаќа не е целосен офатот на емиграцијата и како ќе одминуваат годините после пописот, така и бројката која што ќе ја произведуваме како податок за бројот на населението нема да соодветствува на реалните податоци, бидејќи за жал не се офаќа делот, најголемиот дел од таа емиграција. За сега се поприлично блиско до реалноста, иако не се идеално точни. Речиси секаде во светот опаѓа наталитетот, а имаме и трансфер на граѓани од една во друга држава. На што се должи овој тренд на постојан одлив на граѓани? Прво, не би се сложил дека опаѓа наталитетот да опаѓа, ама не опаѓа фертилитетот. Тоа се два различни термини со различно значење. Наталитетот се значува број на живородени деца. И да, тој опаѓа, но тој може да биде резултанта и на тоа што нема кој да раѓа. Значи, ако вас ви се оцелува младо население и веќе се празни оној потенцијал кој што треба да шири семејства и се намалува бројот на родените деца. Тоа е наталитетот. Кај фертилитетот се број на живородени деца по жена која што е присутна на возраст од оној фертилен период од 15 до 49 години. И ако ги погледнеме податоците во однос на фертилитетот, ќе видиме дека во една низа од речиси десетина години е релативно константен овој фертилитет. Тој е низок, тој е некаде околу 1,5, што значи 1,5 дете на по жена во фертилен период. За проста репродукција треба да биде 2,1, за да имаме, значи низок, меѓутоа во цела Европа е низок и има доста земји кои се поприлично понизок од нашиот фертилитет. Да, наталитетот опаѓа, ама заради како резултанта најповеќе на емиграцијата. Заради тоа што она население кое што треба да носи таа репродукција не е тука веќе. И тие нови раѓања се случуваат некаде на друго место, а не кај нас во државата. Колку се реални прогнозите дека миграцијата и наталитетот ќе седат Македонија во наредните години на 1,5 милион жители? Вие во една изјава рековте дека доколку не се промени нешто, со параметрите од 2022 година Македонија до 2070 година ќе има 1,3 милиони жители. Вака, значи тоа што го говорите е извадок од проекциите на населението кои што ги направивме пред неколку месеци. Проекциите немаат за идеја да кажат точно што ќе се случи во иднина, особено што се однесуваат на долг рок, на 50 години во случајот, туку какви би можеле да бидат последиците ако факторите кои што делуваат на демографскиот развој, а тоа се раѓањето, умирањето и миграциите, действуваат во одредени правци. Она што навистина може да се случи и очекувано да се случува, овој процес на намалување на населението продолжи, па еве, да го земе ова најоптимистичко сценарио дека до 2030 година ќе станеме земја членка на Европската унија, до некаде неколку години по зачленувањето на. И тоа е нешто што го се случи во сите земји кои што поминаа последните 30 години во овој процес. Меѓутоа, уште еден факт е дека неколку години после станувањето земја членка на Европската унија и многу побрзиот
ајде се економски, но не само економски развој, значи особено на оние делови кои што сега кај нас овде цело време се говори владењето на правото, поквалитетно образование, поквалитетен здравствен систем во државата и слично, почна оние реверзибилен процес. И има уште еден втор процес, тоа е неминовно да се случи, кој сака грубо може би да звучи, многу ми на него посекуваат, меѓутоа ние ќе бидеме приморени да увезуваме работна сила. Има една неславна изјава на екс-премиерот Љупчо Ѓоргиевски дека бројот на македонци и албанци ќе се изедначат за една декада, но сега се забележува дека не само кај македонците, туку и кај албанската националност со осовременувањето и модернизацијата се намалува наталитетот. Се иселуваат сите со ред, за жал. И овој процес кој што нема етнички граници, бариери, идентичен е секаде. За жал, младите луѓе сакаат не само економски добри услови за живот. Може и тука да се. Кој сака да работи, тука може добро да работи и нормално ако има вештини и знаења. Но и оние други работи кои што спомнав претходно и многу повеќе денеска за жал луѓето се одат заради тоа. Затоа што немаат прва правна сигурност. Второ, сакаат за своите деца да имаат поквалитетно образование. Сака за себе, сите ние одиме во некои години кај што тоа ќе ни треба да имаме подобар, поквалитетен здравствен систем и слично. А за жал не го гледа со години наназад дека тоа се случува, дека некакви поместувања во овој дел се случуваат кои што ќе не замислат малку дали во што вреди да се оди некаде. Значи образованието го направи тој процес да она многу детно семејство се редуцира. Второ, луѓето се повеќе живеат во урбаните средини, каде што условите за живење не ви даваат можности за големи семејства и слично. Во стан од 50 квадрати вие не можете 10 луѓе да живеете и слично и така натаму. Прочитав една алармантна информација дека само минатата година 53.000 граѓани решија да се иселат и да заминат во Германија. Не. Не е точно? Не, ако 50.000 луѓе, не, може би се решиле да заминат, ама дали заминале е друга работа. Не, апсолутно не. Меѓутоа, сосема се реални проценките дека годишниот имиграционен бран е некаде околу 15.000 лица. Сосема реално е да тоа. 15.000 граѓани заминуваат годишно од државата. А ние немаме решение како тој одлив да го... Решението има, меѓутоа тоа е процес. Тоа не може да се случи преку ноќ. Не сакам да звучам политички, последна ми е таа намера, меѓутоа клучот е да се интегрираме. Интеграцијата секаде во Европа, сите овие проблеми демографски, кои што сега ги говориме за нашава држава, се случува и во другите земји, со пристапувањето во Европската Унија, после 2 до 3 години ги снема повеќе. Над 200 села во Македонија зјајат празни во меѓувреме, или 20 на семејства толку живеат во едно помало село или рурална средина. Од друга страна имаме Скопје кое е пренаселено. Се е концентрирано во главниот град. Мака прво, многу е погрешна тезата дека празнењето на руралните средини сега се случува. Руралните средини се испразнија многу одамна. Значи, процесот на економската трансформација на државата после Втората светска војна, со индустриализацијата на државата, придонесе, некои демографи го нарекуваат тоа екзодус на руралните населени места. Значи, 50-тите години масовно имавме миграција од село во град, потребите на индустријата за работна сила го наложуваат тоа. И кога ќе се испразнат овие помали населени места, особено со оние млад потенцијал кој што треба да го носи идниот демографски развој, оние кои што треба да раѓаат, ако се на старци, тие нормално што се очекува да се случи понатаму и постепено, нели, како овие постарите лица за жал, нели, починуваат, веќе нема таму репродукција, нема доселување и слично и се изумираат. И овој процес е многу одамна започнат и е само последица на тоа што се случува во текот на целиот овој 70-80 годишен период. И уште пред 30 години попризот имаше 150-60 населени места кои беа празни. И уште толку кои што има до 15 жители. Така да, оваа бројка од 200 празни населени места не треба да ме чуди.
Значи имавме многу одамна потенцијал тоа да се случи апсолутно. И проблемот е уште толку кои што се до 15 жители. Значи ова е нешто што исто така е погрешна тезата дека Скопје се наполни со луѓе. Значи како ги погледнете податоците за Скопје од пописот 2002 и пописот 2021, ќе видите дека Скопје е зголемено за 23.000 жители, ако не се лажам. Не ми фаќате точно збор, но тука се некаде околу 20, нешто повеќе од 20.000 жители. Меѓутоа, да не забораваме дека Скопје територијално се прошири во меѓувреме. Дека населбите Радишани, Ченто, Даме Груев, населбата Драчево, населбата Припор не беа делови од Скопје тогаш. Сега се делови од Скопје. Веројатно некој пропушти. Значи и тогаш и таму живееа луѓе. И ако се види, ние Скопје сега имаме помалку жители, ако земе таа територија што покриваше, кои што беа во посебни населени места, ова население, Скопје има намалување на населението. Како го објаснувате парадоксот? Причината за ова е што Скопје е главниот извозен центар на луѓе. Значи, најголемиот дел на емиграцијата во странство е од Скопје. Не е од руралните средини, не е она што го говориме од Источна Македонија, од Јужна, таму веќе нема кој да се иселува, таму одама овој процес заврши. Да се случува, ама тоа е интензитетот мал. Главниот ресурс на извоз на луѓе, условно го наречам така, е Скопје. Како го објаснувате овој парадокс на огромен број на стамбени единици кои се купени, а зјајат празни? Искрено, со години јас кршам главата како да го сватам овој процес. Предпоставувам дека македонскиот граѓанин во принцип она што го има заштедено сака да го чува во материјално добро, не во пари. Нешто што има потрајна вредност. Порано, колку што ја знам, луѓето кога имале некој вишок на пари купувале земјиште, купувале земји. Денес не е многу атрактивно да купувате земјиште, бидејќи се помалку желба да се бават луѓето со земјоделство и така натака. И ги врзуваат парите во купување на станови, бидејќи за жал вредноста на становите постојано расте, никако да падне. И покрај тоа што населението ни се намалува, а стамбениот простор ни се зголемува интензивно. И предпоставам дека дел од причините е и тоа. Меѓутоа, апсолутно не можам да разберам која е вистинската причина и со години се обидам да се го одговорам и сам на тоа прашање, никако не го наоѓам вистинскиот одговор, веројатно. Младите се иселуваат, има недостиг од работна сила. Дали Скопје и генерално Македонија ќе стане регрутен центар и да треба да или веќе сме принудени да довезуваме работна сила и дали тоа всушност ќе намали цената на работниот труд? Па не би рекол. Ние и сега во моментот имаме поприлично голем број на работници странци кои што работат во државата. Меѓутоа, тоа се претежно работници на одредени градежни претпријатија кои што работат во земјата и кои што многу е веројатно дека со завршувањето на тие активности ќе се вратат дома. Потребата на пазарот на труд е страшно голема за кадар. Ние колку год да говориме дека ние имаме проблем со невработеност, ние имаме уште поголем проблем со недостаток на квалификувана работна сила. Проблемот е што дали ќе успееме да најдеме на пазарот таа квалификувана работна сила и од каде. Не очекувам, јас лично, веројатно никој друг, дека тоа би било од поразвиените држави од Европа и така натака. Значи, секој би се одлучил некаде да оди на друго место да работи, за да може да заработи повеќе, да живее некаде, да има подобри, поквалитетен живот. И од прилика потенцијалот е значи повеќе од други области. Едноставно тоа е неминовен процес. Дури ако погледнете и оние најхомофобични европски земји, меѓу нив Полска бија, јас земал како пример, каде што навистина има голем отпор и многу е тешко странец да дојде да добие дозвола за престој да работи и слично, ќе видите сосема променета демографска структура таму. Појдете, прошетете низ Варшава, ќе видите ликови кои што апсолутно не личат на оно население кое што го знаеме од Полска. И тоа е сосема нормален процес. Едноставно, економијата нема граници, нема правила. Ако има потреба, тоа ќе се случи.
Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика. Господин Симовски, професор доктор Горан Димитров од Лекарското друштво деново излезе со став секоја година се иселуваат најмалку 200 до 250 лекари. Оваа тенденција го намали бројот на здравствени работници за 3 пати во последниве, да речи си, 10 до 15 години. И сега се поставува прашањето и дилемата, ќе останеме без лекари и тука ли ќе мора да увезуваме луѓе во бел мантил или ќе бидеме принудени да се лекуваме надвор од граница на државата? Жално е што губиме потенцијал во сите области, не само кај лекарите. Губиме потенцијал во сите области. Не знам, веројатно има добри податоци господинот Коран. И апсолутно неговата теза воопшто негирам, напротив. Ама проблемот е секаде. Проблемот е секаде, во сите области. Нас ни требаат прво мајстори, квалификувани мајстори. Не говорам само за високо едуцирани луѓе. Значи, ние и она работна сила која што бара специфични вештини, а нема. Земете секој од нас дома да му притреба, да има потреба од електричар, од водовоđија, многу тешко ќе не е денеска. Значи, го немаме. Сите области, за жал, се редуцира потенцијалот кој што е во земјата. Ако бројот на населението се намалува, можеме ли точно да дадеме проценка колкаво е бруто домашното производство и дали може генерално да се направи подолгорачен економски план за развој на државата? Дефинитивно. Значи, ако ги следите, не само демографските, Државниот завод статистика произведува податоци по сите можни области во општественото живење. И ако ги земете како параметри и за предвидување и поставување цели, а врз основа на тоа креирање понатаму и политики да се остварат тие цели, дефинитивно може да се. И тоа се прави. Колку што јас знам, не знам само дали е донесено или е во завршна фаза, ама беше во завршна фаза развојната стратегија, ние бевме клучниот извор на информација во овој дел. И што е одлично, што е добро, апсолутно, бидејќи тие што креираат стратегии, а и оние кои што после ќе треба да креираат политики за тие стратегии ги реализираат, мора да се базираат на информации, мора да се базираат на податоци. Така да тоа знам дека бевме целосно вклучени во тој процес. Исто така, на почетокот спомнавте дека нема некои демографски политики, напротив, се подготвува и демографска стратегија, каде што податоците од пописот и од проекциите на населението беа клучниот инпут за да се оваа стратегија заврши како што треба. Какви се движењата на цените и може ли во овој момент да дадете точна информација колку на едно четворочлено семејство му се потребни финансиски средства за пристојно да го помине месецот? Вие генерално правите на месечно ниво? Не, ние не ја правиме. Значи, потрошувачката кошница ја прават синдикатите. Тоа е повеќе од 20 години. Порано се правеше во Државниот завод статистика, тоа денеска го прават синдикатите, врз основа на некоја си методологија која што утврдуваат тие самите. Нормално таа е јавна и се гледа. И во тој дел не можеме да ви давам податок, заради тоа што е поприлично релативна таа работа. Она што можам да го кажам е дека согласно податоците кои што ги следиме, следиме инфлацијата, ние сме тие кои што ги произведуваат податоците, овој процес се стабилизира. Значи се стигна веќе на ниво некаде околу 3, испод 3% на инфлација и се држи на тоа ниво, што е добро, но никој не може да предвиди што ќе се случува утре. Сепак, ова е нешто што не зависи само од вас како држава, туку зависи пред се и нас од глобалните пазари. Од друга страна, Господин Симовски, да, има пат на инфлацијата, меѓутоа раст на цените е евидентен. Видете, значи, е релативна работа. Дали растат на вистина, цените постојано и евидент. Тие порасна нагло, меѓутоа се стабилизира овие цени. Да, имаше сега ослободувањето од овие административните стопирања на цените и слично, меѓутоа не предизвика некаков голем бран на зголемување на инфлацијата. Да, имаше во почетокот првите денови некакви си движења, меѓутоа тоа се стабилизира, се легна на некој начин. И мислам дека тука, ако се задржат ваквите состојби, дека не треба да очекуваме некои големи
потреси се разбира, секој ден е различен, се зависи од случува и глобално и е можно се, меѓутоа ако се задржат вакви тенденции, тука не очекувам некои големи промени. Оно што го говориме околу потребите, тие од ден на ден се зголемуваат. Ние не можеме фиксно да ги гледаме потребите како биле пред 20 години, што значи за четврточлено семејство да живее некако си нормален живот, што значи денеска да живее еден нормален живот. Тие на дневна основа потребите се зголемуваат секогаш. Јас би бил најсреќен кога и највисоките потреби на едно домаќинство, семејство, ќе може секој да си ги задоволи. Оно што е клучно што го покажуваат нашите податоци, дека е перманентен раст на платите, што е факт. И на овој податок апсолутно не може никој да се сомнува, бидејќи се го изработуваме врз основа на податоците од УЈП, значи точно на она што е исплатено до последен ден. Тука е од административен извор преку регистри и тука апсолутно нема грешка. И растот на платите е далеко по-висок од растот на инфлацијата, кој што го имавме во овој период. Меѓутоа да, и потребите се многу поголеми на луѓето. И ако некогаш со некаков буџет сме мислеле дека се задоволуваат основните потреби на едно четврточлено семејство, денес тие потреби се малку поголеми. Ако некогаш интернет не би бил потреба, било луксус, денеска е неопходност. Ако мобилниот телефон некогаш било луксус, денеска е неопходност. И многу други. Во кои економски дејности се бележи пата, каде најчесто лосирате профит? Ова е флуктуирачка работа и имате одредени области каде што не зависи само од вас. Зависи и од надворешниот пазар, особено за оние што се извозно ориентирани активности. Значи, зависи од глобалниот пазар, од берзите и така натака. Како год да е, индустријското производство бележи некој си релативен раст, не многу голем, меѓутоа релативен раст. Она што го имавме оваа година беше пад во земјоделието. Меѓутоа, тука пред се, мислам дека беа временските прилики, клучниот фактор за такво нешто, заради тоа што минатата година овој период имавме мразеви, каде што овошките измрзна и каде што тој дел немавме производство фактички, бидејќи немаше можност да произведи. А од друга страна имавме исто така лоша година за лозарството, бидејќи во период кога требаше да собира шеќер грозето, имаше многу врнеши. Така да имавме многу неповолна земјоделска година и претпоставувам дека една од причините зашто имавме пад во земјоделието е тоа. Она што е добро што се уште и покрај сите овие кризи ние немаме пад на извозот, односно на меѓународната трговија. Имаме релативно добра тенденција да се намалува дефицитот, разликата помеѓу увозот и извозот. И оно што е добро да најголемиот дел од увозот во суштина е компоненти кои што се вредуваат во производството овде и после тоа станува тоа извоз. Значи тоа е нешто, нели, ако ви обвезувате нешто што е за производство, не е за широка потрошувачка, во суштина е позитивна работа бидејќи додавате вредност на цело тоа. И особено ако тоа го изразувате, е увоз заради извоз, не е увоз за да се потроши во држава. И овде имаме добри тенденции. Преработувачката индустрија, таа е флексибилна, таа зависи од пазарите, тука никогаш не можете да кажете овој тренд ќе се задржи постојано или ќе оди така некој подолг временски период, таа е многу зависна од многу фактори. Благодарам за разговорот и гостувањето во Трилинг. Ми беше задоволство.